Дали нештата ги гледаме такви кои што се, или ги гледаме такви кои што сме ние? Способноста да ги гледаш нештата може да биде нешто прекрасно, ама може да биде и проклетство. Оно што го викам измама на чартот е тоа што нашите очи секогаш ќе го бараат она што ќе ни потврди факти што сакаме да ги докажеме. Тоа ни создава пристрасност. Наместо да гледаме објективно, ние гледаме онака како што сакаме да испадне. Не е чудно што кога ќе почнеме да се занимаваме со техничка анализа, се ни изгледа ново, возбудливо, лесно, со еден збор прекрасно. Толку едноставно кога следиме и правиме анализа на бектестинг. Колку мина од нас сме станале богати, само затоа што техничката анализа ни дава точни сигнали. Што е проблемот тука? Измама на чартот, графиконите. Оно што психолозите го нарекуваат апофенија. Нешто што си игра со нас. Кога анализираме, секогаш точно таргетираме тоа што ни треба. А во реално време, одеднаш гледаме 1000 причини за позиција. И се прашуваме како на бектестинг работи, а во стиското драгување не оди во наш правец. Фокусот го држиме на моментот за влез, а каде влез во позиција. Наместо моменталната состојба на цената, односно приказот што цената ни зборува. Да, секоја свејка има значајне и ни кажува нешто. Многу од нас кога ќе влеземе во позиција си викаме ризикувам 1000 евра за 2000 евра. Добиваме сценарио. Цената оди нагоре, а ние сме во голем плюс, дупло повеќе од тие 2000 евра. Што прави умот во тој момент? Вместо да рече доволно е, земи го од профитот, а тој почнува да шепоти. Хајде уште малку, ќе даде повеќе, држи ја позицијата. Тука е моментот каде што повеќето паѓаат. А сега слушајте добро. Вистински профитабилни трейдери не работат со фиксен таргет. Тие работат со филозофија и јасна визија, пристап кон маркетот, кон себе, кон ризикот. Трейдингот не е само бројки. Трейдингот е психологија, дисциплина, способност да се контролираш кога си во плюс, а исто така и кога си во минус. Јас не сум почнал со голем капитал, нити сум имал наследство или среќа. Почнав со неколку евра, ден по ден, евро по евро. Секој пат кога зголемував позиција, срцето ми чукаше побрзо. Но со време, тоа чувство го префрлив во сила. А ти прашај се, која е твојата трейдинг филозофија? Дали влегуваш со план или само со надеж? Вистинските трейдери не се надеваат. Вистинските трейдери знаат што прават, разбираат што ризикуваат и прифаќаат дека контролата е во нивни раце, а не во пазарот. А успехот не доаѓа од совршена стратегија, туку од совршен став. И токму таа е суштината. Секој трейдер треба да се одговори на едно едноставно, но клучно прашање. Која е твојата трейдинг филозофија? Не зборуваме за стратегија, за индикатори или за систем што некој ти го продал. Зборувам за начин на кој размислуваш кога маркетот оди против тебе и за тоа како реагираш кога си во профит. Што правиш кога стравот и алчноста почнуваат да ти го контролираат умот. Повеќето трейдери немаат филозофија, тие имаат надеж. Се надеваат дека маркетот ќе сврти во нивна корист. Се надеваат дека следниот трейд ќе го погодат. Се надеваат дека еден ден ќе им тргне. Но надежта не е стратегија. Вистинските трейдери имаат став. Знаат зашто влегуваат. Знаат кога излегуваат. И не им е страв да признаат кога грешат. Не бараат совршен сетап тие. Бараат доследност. И ако мислиш дека не можеш, веруј, можеш. Никој не се родил како професионален трейдер. Не ти започнал со милионски капитал, но со дисциплина, фокус, одлука, секој ден си поблиску до целта. А сега ти го поставувам истото прашање што некој си го поставив сам јас. Дали ти го контролираш трейдингот или трейдингот те контролира тебе?
Успехот не е во тоа колку пари ќе направиш, туку колку добро можеш да го контролираш својот ум додека ги правиш. Повеќето луѓе мислат дека проблемот е во стратегијата, во индикаторите, во тоа што не ја знаат тајната формула. Но истината е дека проблемот не е во маркетот, туку во тебе, во мене, во нив. Мојот пријател имаше само 20% винарите и беше профитабилен. Како? Кога маркетот не му одеше во прилог, веднаш излегуваш. Без паника, без надеж, без чекање да сврти цената. Додека другите седеа со часови денови, надевајки се, молејки се за промена, тој беше надвор и подготвен за следен сетап, следна можност. И тоа е филозофијата. Да прифатиш загуба без емоции и да ја задржиш дисциплината кога сите други ја губат. Не давам правила, стратегии. Кревам огледало да видиш кој си на вистина. Не те критикувам, ти покажувам од перспектива на човек кој поминал години гледајќи ја човечката психологија. Тргувањето не е борба против маркетот. Тргувањето е борба против себе. И само кога ќе се соочиш со тоа огледало, тогаш почнува вистинскиот напредок. Ситуација, седиш пред екранот, се надеваш, се молиш дека ќе сврти во твоја корист. И што правиш? Кога поместуваш стоп лосот подалеку. Само да не ти сврли маркетот од позиција. А кога конечно си во плюс, го затвораш прерано. Затоа што си убеден дека е прав момент. Но вистината е повторно и повторно и повторно. Не си го разбрал стравот. Не си ја разбрал психологијата. Што ти се случува во моментот. Не те осудувам. Не зборувам со ароганција. Се обидувам да ти покажем инаков агол на разбирање на овој бизнис. Што најверојатно не си го гледал вака. Се почнува од свесноста. Секој утро се качувам навага и гледам тренд. Тренд дека станувам потежок. И почнувам да барам решение. Детокс, кето, броење калории. Смешно е, нели? Проблемот не е во диетата, туку во навиките. Исто и со трейдингот. Не е проблемот во стратегијата, индикаторите или YouTube видео што си го гледал. Проблемот е што несвесно грешиш. Се додека не станеш свесен за тоа, ќе се вртиш во круг. Страв, надеж, паника, вина и пак од почеток. А јас симнав апликација за исхрана, почнав да водам евиденција што јадам. Звучи едноставно, ама ми го отвори умот. Бев излезен и ми понудија благо, си реков, ајде само овој пат. И знаете што? Сватив. Не е проблемот во благото. Проблемот е во одлуките што ги правиме без свесност. Истото и во трейдингот. Не е проблемот еден лош трейд. Проблемот е кога не разбираш зошто го направи. Не си свесен што те тера да реагираш така. Кога ќе видиш црвената позиција, се буди стравот. Кога ќе видиш во плюс, се буди алчноста. И додека тие те влечат наизменично, ти мислиш дека тргуваш. А во суштина, емоциите тргуваат, не ти. Тргувањето почнува токму каде што почнува секоја вистинска промена. Промена со свесност. Секој пат кога отвараш TradingView и гледаш можност за позиција, запрашај се: што навистина чувствувам во овој момент? Зошто влегувам во оваа позиција? Што ќе направам ако не оди според плано? Ако одговориш искрено, ќе почнеш да ја гледаш играта поинаку, а не како хаос. Систем што ги наградува оние кои го разбираат. Дел 2.